Во 25 основни судови во државата оваа година нема ниту една пресуда за криминал или корупција. Иако во државата постојано се зборува за криминал и разни злоупотреби, пресуди по овие основи во 2019 година не долене ниту судовите во Гевгелија, Кратово, Струга, Гостивар, Крива Паланка и Штип, каде досега вакви пресуди имал. Зошто за криминал и корупција во нашата држава има се помалку осудени? Повторя си вашата работа, органите. Ето тоа. Не ја врши на време, не ја така и готово, тоа е тоа. И корупција оде напред. Па тоа сега зависи од система на државата и од судството. Они треба да си презимат тие мерки, дека треба да се ги вршат тие работи што треба да ги осудуват. А криминалот ќе постојал и ќе си постоја. Па политика што друго да ти кажам. И за тоа нема осудени. Па не е осудени, чим имаш грб. Ако имаш грб некој да те заштити, ќе нема да те затворат. Ако немаш грб, ќе те затворат и за куба си да украдеш. Еден жмигавец од кола да украдеш, ќе те затворат. Тава има се помалку осудени за криминал и за корупција, што мислите? Сите што се на власт, сите се криминалци, кои ќе врзани се со криминал сите. Ретроспективно, во последните 5 години полицијата поднела кривични пријави против 3576 лица, инволвирани во 2180 случаи, најчесто во прашање биле злоупотреби на службена должност, примање и давање подкуп, перење пари и слично. Од друга страна, иако пријави има, осудени од судовите има многу помалку, а со тек на време тој број постојано се намалува. Така во 2013 имало 157 правосилно осудени за криминал и корупција, во 2014 127, во 2015 96, во 2016 65 осудени лица. Наредната 2017 имало 56, а лани 2018 само 51 осудено лице за криминал и корупција. Од тука се поставува и прашањето, дали полицијата подготвува лоши пријави или судовите носат несоодветни одлуки. Дали вашата доверба е поголема во полицијата или во судството? Апсолутно не. Во никој. Ни у полиција, ни у судство. У ништо. Па гледам неко се што се работи се наопаку. Нема салам нешто, кој ќе се обеќе нешто да се изврши до неде. Па мислам веројатно у полицијата. По голема доверба бидејќи гледам секој ден тука па нешто функционира, посебно сообраќај на полиција и така натаму. Ако имаш кај тај доверба, исто и кај онај. Ако немаш ни кај тај, ни кај тај. И затоа викам истис. Немаме доверба ни таму, ни таму. Па да кажам, во полицијата повеќе, па во судството некој почна реформата, ама многу тешко како и се друго не. Она што се однесува на Штип и источниот регион е работа на Штипскиот ностоовен суд, кој досега во однос на другите бил поагилен. Статистиката за неговото работење во делот на корупција и мито вели дека за 5 години во него биле донесени 44 пресуди за корупција. Од нив 6 биле во 2013, 8 во 2014 и 6 во 2015. Трендот на пресуди продолжил и во 2017, кога штипските судии за мито и корупција казниле 12 лица. Лани за истото дело казни однеле 8, а за првите 4 месеца од оваа година за истите дела нема ниту едно осудено лице. Оваа статистика дава конкретен преглед за нивото на криминал и корупција кај нас, но само доколку докрај и се верува на судовите. Имено, нивото на корупција во сите држави се мери според бројот на донесени пресуди, а не според пријавите на полицијата. Аналогно на тоа, во државата речиси и да нема криминал, мито и корупција, пошто Македонија е една од ретките земји.